Втор поред, саем на социјални предпријатија денеска се одржа во Штип, со присуство од 15 излагачи од повеќе општини од регионот. И на крајна сметка работиме за унапредување на условите на овие маргинализирани лица да се најдат и вклучат на пазарот на трудот во регионот. Саемот е дел од европскиот проект поддршка на социјалните предпријатија, чии што соосновач е фондацијата Барка од Полска. The project started in September 2021. Проектот започна со имплементација во септември 2021 година и денес сме овде да ги проследиме резултатите од макотропната работа која што ја работевме во изминатите 12 месеци. И единствена цел на проектот е да овозможи поддршка на социјалните предпријатија во регионот, да ја прослави солидарноста и да им помогне на луѓето од локалните заедници да ги почествуваат резултатите од проектот. Type of enterprises which include people. Излагачите не го кријат оптимизмот дека со ваков начин на афирмација старите занаати се чуваат од заборав. Идејата е добра што вакви настани треба повише да има, тоа е повише за лична афирмација, народот да види што кои разни производи се нудат. Настанот за мене многу значи, јас сум возрастен човек. Не сум имал прилика до сега на вакви работи да учествувам. Меѓутоа, за мене е малку возбудлив. Овој модел на предприемништво кај нас заживува, но во земјите од Европската Унија, например во Полска, тој функционира без малку 15 години. Polish social enterprises are more mature because we started. Полска како држава и социјалните предпријатија во Полска се во некоја понапредна фаза, бидејќи ние започнавме со овој процес пред 15 години. Значи полските предпријатија, социјални предпријатија веќе имаат големо искуство. Имаме ние и веќе воспоставена многу одамна и законска легислатива која што им овозможува тие да ја спроведуваат својата работа. Така што во овој период шансата за вмрежување помеѓу македонските и полските социјални предпријатија ја гледам во искористување на средствата од Европската Унија. Инаку, организатор на саемот е Источно-Планскиот регион.